Што да кажам? Јавното предпријатие за државни патишта е невладина организација. Што е јавното предпријатие? Носиме стратешки документ кој што ги проектира финансиските текови на државата во идниот период и вие ми одговарате, јас навистина немам намера лично вас да ве навредам, бидејќи ви се паднало паричето вие тука да браните наместо тој што треба, ама одговорот ваш, односно вашето образложение, едноставно не е во ред. Знаете, вака малку подценувачки делува. Како да ви кажам? Ова е во надлежност на јавното предпријатие за добро и што? Што мислите дека овој ваш одговор ќе ги задоволи барањата, потребите на жителите на општина Лозово и на општина Свети? Па знаеме ние кој е одговор. Знаеме. Што? Што со тоа? Обезбедете средства. Прифатете го амандманот и натаму воопшто не ги интересира граѓаните и жителите кој е одговорен. Воопшто не ги интересира. Важно е само да се направи, односно да се доправи патот. И тука има логика, затоа што заради покачените цени на градежните материјали, едноставно не може да се доправи патот. И кој е тој што треба да помогне? Се разбира владата. Нема финансиски средства една општина како што е општина Лозово. Тоа да го доправи. Нема, едноставно нема. Мала општина е и нема финансиски средства за да тоа го доизгради. Ке започне изградбата, конечно после долги години, тоа беа барања на жителите. Јас сум модела и ги знам барањата кои се. Направете ни го патот. Тој пат од двете страни има и житни култури, има и лозија. Од едната страна, од Свети Николе, доаѓаат, обработуваат почва, земја. Значи, тој пат е конекција помеѓу две општини. Како ќе ги развиваме ние општините, без да направиме инфраструктура? Воопшто не ви е во ред вашето образложение, не поминува, како да ви кажам. Надлежноста е да, ве разбирам. Јас ве разбирам. Меѓутоа не ви го прифаќам образложението како образложение. Многу подобро е да кажете нема пари, ги искрадоа бандити, ве шо да правиме, еве тука сум во таква ситуација сум. Отколку да ми кажете кој е надлежен. Јас совршено добро знам кој е надлежен. Ама треба едноставно да влијаете во носењето на одлуките, затоа што имате позиција заменик министер за финансии. И тоа не е мала позиција. Од каде да знаете? Заменик министер беше премиерот сегаш. Ништо не се знае во Македонија. Чива политичка кариера, каде ќе оди. И јас еве ве охрабрувам сега кога ќе биде гласањето да им дозволите на моите колеги да гласаат за ова законско решение. Зошто? Затоа што е започнат патот. Значи ќе биде започнат километар и нешто ќе биде веќе страната од атарот на Свети Николе. Сега да помогнеме за општина Лозово. Која е логиката? Не ми е јасно за еден ваков не многу голем проект, а многу ќе им значи на жителите на општина Лозово и на жителите на општина Свети Николе, ова да продолжи да се заврши на начин на кој што треба да се заврши. На начин во кој што секаде во светот се почнува нешто и се доправува. Како се започнувате и 400 метри не ги завршувате. Зошто? Вардарско-плански регион го одобрува проектот. Одобрене. И сега нормално. Кој да помогне? Па вие треба да помогнете. Кој да помогне? Што се виновни жителите на општина Лозово, што вие носите такви одлуки да не помагате на општини, кои што се градоначалници од ВМРО ДПМН. Не сум задоволна од вашето образложение и единствениот инструмент кој што ми останува е да апелирам на моите колеги да го изгласаме овој
амандман за да патот се доврши. Многу едноставно. Наедноставно. Немам повеќе што да додадам. Значи, не го прифаќам вашето образложение, не сум задоволна со вашиот одговор и апелирам до колегите да гласаат за овој амандман. Благодарам.